Добар ден. Електрификацијата навлегува во сите брендови, па и во оние од кои тоа не сме го очекувале. Така, Мини најави дека сите модели ќе ги направи на струја, а групацијата Fiat Chrysler автомобили направи посебен договор со Тесла. Ламбо-Рамбо, како што беше наречен, првиот теренски Ламборгини ќе се врати на сцена. Ќе направиме мал осврт на трендовите на пазарот на употребени возила. Иконата Голф напуни 45 години, а од домашната сцена го издвојуваме експресното пристигнување на новиот Range Rover Evoque. Својот прв електричен автомобил Мини го представи уште во 2007 година. Тогаш беше представена мала серија за тестирање, а проектот доби силна политичка поддршка од ресорните британски и германски министри. Цел свет разбра за напорите на марката за електрификација на гамата, но од необјаснети причини одеднаш престана да се зборува за тоа. Затоа и после 10 години, кога Мини покажа нов електричен концепт, не беа сватени сериозно. Сите мислеа дека се работи за уште еден ветувачки експеримент со неизвестна иднина. Но една неодамнешна изјава на членот на управата на BMW Петер Шварценбауер, кој во последните 6 години е задолжен за производствената програма на Rolls-Royce и Мини, смени се од корен. Тој, одговарајќи на општите прашања за електрификацијата, рече дека интензивните подготовки за неа се при крај и дека во последниот период, за кој се уште не знаат колку ќе трае, купувачите ќе може да бираат меѓу електрични и возила со конвенционални мотори. Отворајќи со тоа многу дилеми, тој сепак ја ускрати љубопитноста што ја предизвика и ги остави безбројните прашања без одговор. Дополнително ги замисли сите со заклучокот дека купувачите ќе бидат тие што на крај ќе одлучат дали Мини во блиска иднина ќе биде бренд што ќе произведува само електрични автомобили. За едно сепак се дозна. Дали по повод на 60-тиот роденден на марката, најверојатно на салонот во Франкфурт ќе биде представен првиот електричен модел на Мини наменет за сериско производство. Неговите тестирања се при крај, а неофицијално ќе го има погонскиот склоп од BMW i3 со 184 конски сили и батерии кои ќе му обезбедат автономија до 320 км. Но за разлика од него ќе биде поставена модификувана верзија на UKL-1 платформата, што значи дека ќе има погон на предните тркала. Перформансите би требало да му бидат слични на бензинскиот Cooper S, а цената ќе му се движи околу 30.000 фунти. Електричниот погонски систем ќе доаѓа од фабриките на BMW во Германија, додека финалната монтажа ќе се одвива во британскиот Оксфорд. Во продажба треба да се најде веќе пред крајот на годинава, а според од порано потврдениот договор со кинеската автомобилска компанија Great Wall Motors, овој модел треба да се произведува и во Кина. Потрагата по вистинските нешта е долга и често знае да залута. Правиот пат го посочуваат многу мали работи кои, ако исправно се подредат, ќе доведат до големо задоволство. Затоа повеќе не мора да се грижи анонимниот купувач на најновиот уникат на Ферари, работен по нарачка на кој чекаше повеќе од 3 години. Идеја беше да се создаде модерен спортски модел по углед на славните 330P и Dino 206, кои беа икони на 60-тите години. Како основа е искористен 488 GT3, а бидејќи е тркачки автомобил, неговите творци имаа повеќе слобода. За P80C, како што му е ознаката, за да биде безпрекорен, се истражуваа разни можности во дизајнот и техниката. Предни светла практично нема, а на задниот дел се истакнуваат масивниот спойлер и фиксниот дифузор како кај GT3 автомобилите. Перформансите се ставени на прво место, но за жал од Маранело не кажаа ништо за нив и за моторот. И цената остана непозната, но сигурно е повеќе кратно поголема од најскапиот сериски Ферари.
Загреани од успехот на Урус, во Ламборгини ја разгледуваат можноста легендарниот LM002 да добие современ наследник. Веста ја потврди председателот на управата на италијанскиот производител Стефано Доменикали, наведувајќи дека пред тоа треба да ја зголемат годишната продажба на 8000 единици. Со оглед дека ланската 2018 ја завршија со 50% зголемување и испорачаа рекордни 5750 возила, тоа бргу ќе се случи. Бидејќи пред него гамата ќе биде дополнета со Grand Tourer со 4 седишта, на наследникот на LM002 сепак ќе се чека најмалку до 2025 година. Според италијанците, интересот на потенцијалните купувачи за вакво возило е доста голем и тие не се сомневаат дека продажбата би достигнала високи бројки за марка како што е Ламборгини. Моделот LM002 од 1986 и 1993 година се произведе во само 328 примероци. Своевремено имаше доста поклоници, бидејќи тогаш ретко кој можеше да се осмели да спои робусен теренец со тркачки настроен V12 мотор со 450 конски сили. Заради тоа на Рамбо Ламбо, како што го нарекуваат, вечно му е осигуран легендарниот статус. Смарт се спаси од превремената пензија. Германците најдоа начин како да се покријат загубите на марката, кои годишно се искачуваат и над половина милиарда евра. Во моментите кога се одлучуваше за неговата иднина, напомош пристигна Гили, кој му обезбеди уште една шанса на Смарт. Договорот што беше постигнат предвидува кинезите да го трансформираат во производител на електрични возила, за што добиваат 50% од сопственоста. За дизајнот и понатаму ќе биде задолжен Мерцедес, а производството ќе биде доверено на Гили. Треба да се изгради нова фабрика во Кина, од каде првите возила ќе започнат да излегуваат во 2022 година. Планирано е меѓу нив да се најде и моделот од B сегмент, можеби кросовер. За 25 години, колку што постои Смарт, има произведено 2,2 милиони возила. Со современ динамичен перформанс во срцето на Скопје премиерно беше представен новиот Range Rover Evoque, поставувајќи го на овој начин нашиот главен град рамо до рамо со светските метрополи. Автомобили Груп покажа дека навистина се грижи за поклониците на моделите на Land Rover. Овој луксузен модел завладеа со кросовер пространствата уште со првата генерација, која беше лансирана во типично британски воздржан и надмен стил. Со текот на времето тој докажа дека е обмислен да ги надживее стереотипите и во оваа своја втора генерација пристигна експлозивно, во буквална смисла. Во урбаната и модерна атмосфера што владееше на презентацијата, вниманието на широкиот аудиториум единствено го наруши излегувањето на возилата на сцена, проследено со пиротехнички ефект. Но емоциите и вниманието на влюбениците во британската премиум марка не можеше да ги наруши ништо. Нив Range Rover Evoque комплетно ги окупираше со самото свое присуство. Компактните димензии права да биде создаден за градот, а наследството на марката и надвор од него. Во чекор со новото време направен е да ја задржи својата доминација со нови технологии и иновации кои првпат се вградуваат во модел од овој сегмент. Добар дел од нив се превземени од поголемите браќа, што докажува дека и Evoque е создаден да одговори на мотото да се биде над се. Дизајнот што ја следи првата генерација предизвикува сите да се вртат по него. Префинетоста и софистицираноста на интериерот се уште важат за невидени во компактниот сегмент на луксузни спортско-корисни возила. Преовладува раскошот на просторноста исполнет со природни материјали кои креираат амбиент за релаксиран престој во возилото. Таква ќе биде и механиката со која овој урбан кросовер повторно ќе тргне во освојување на светските меридијани. Моторите се познати, дволитарски бензински и дизел
модел со моќност помеѓу 150 и 300 конски сили. Освен основниот модел, другите имаат погон на сите тркала и 9-степен автоматски менувач. Цените стартуваат од 46.500 евро. Škoda. Simply clever. Имам 36. Не знам кога поминаа годините, ама добро се држам. За 2 часа го имам најважниот состанок во животот. Но прво, да си поиграм. Со новата Suzuki Vitara. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. До нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис. Број 1 радиомрежа. За секој кој постојано се стреми кон повеќе. Ова е твојот нов фокус. Прогласен за автомобил на годината во Македонија. Уште од почетоците на цивилизацијата поставени се непишани правила на живеењето. Едно од нив е дека ништо нема вредност доколку нема со кого да се сподели. Со тој принцип, Toyota започнува да ги нуди регистрираните патенти за сите кои ќе се одлучат да произведуваат возила врз база на актуелните технологии. Филантропскиот потек може да донесе лесно распространување на хибридните и возилата што користат водород, па на тој начин јапонскиот гигант може индиректно да проктижи профит на повеќе полиња. Дали знаевте дека Toyota има дури 24.000 патенти поврзани со хибридните технологии? Сите тие, вклучително и новите, чие регистрирање е во процедура, сега ќе бидат бесплатно достапни за секој што е заинтересиран. И не само тоа. Бесплатна ќе биде и техничката поддршка за оние што своите електрифицирани возила ќе ги втемелат на нивните технологии. Со ова јапонскиот производител му овозможува на индустрискиот свет побрзо да се електрифицира и да направи голем
најголем исчекор кон возилата со нулти емисии. Што значи овој филантропски потег на Toyota не треба многу да се објаснува. Во моментов автомобилската индустрија е драстично раслоена на ова поле. Едни, како Toyota, се далеку напред, други имаат искуство, но се мачат со големите трошоци потребни за развој и за технологиите за помасовно производство. Трети пак, од истите причини, се сосема исклучени од овој процес, од кој зависи како воздух во иднина ќе дишеме. Политичкиот притисок во облик на нови норми за издувните гасови не секогаш е целосно делотворен, бидејќи заострувањето на прописите може да ги исфрли од игра оние што немаат доволно ресурси да се подготват за нив. За да не се случи тоа, а со оглед на краткото време за реакција и фаќање вистински чекор, управата на Toyota се реши на овој потег. Бесплатните патенти се однесуваат на сите хибридни технологии, моторите, батериите, контролните единици и се друго поврзано со тоа и ќе важат до 2030 година. Јапонците нив ги развиваа повеќе од 2 децении. Првиот Prius, на кој светот гледаше како на чудно заморче, беше представен во декември 1997 година. Од него беа произведени само 37.425 примероци. Вистинскиот модел следеше во 2000-тата, кога започна доминацијата на Toyota. Таа до денес има продадено повеќе од 13 милиони хибриди и во моментов држи околу 80% од глобалниот пазар, но веќе самиот тој факт го спречува ширењето на хибридните возила, бидејќи тие учествуваат со само 3% од вкупната продажба во светот. Патот кон иднината е поплочен со успесите од минатото, но не секогаш води во иста насока. Тоа го сватија во Ауди и соочени со предизвиците на предстојната електрификација, се уште ја немаат одредено судбината на 2 своји култни спортски модели. Таа директно не е поврзана со моментот на испораката на првиот e-tron, но високите трошоци и големиот ангажман околу развојот на електричните возила не дозволуваат предвремени компромиси. Плюс на тоа, проблеми создаваат и новите норми за тестирање со чие исполнување Audi TT и R8 имаат потешкоти. Тие влегуваат во втората половина од својот животен циклус, кога вообичаено треба да носат профит, но тоа никогаш не ни била нивна улога, туку за цврстување на имиџот на марката. А со оглед на новата електрична стратегија, сега се чинат излишни. Ако се додаде сето набројано, ситуацијата во која раководството на Ауди не сака да даде зелено светло за развој на нивните наследици е сосема логичен бизнис потек. Известна надеж сепак постои токму во електрификацијата. Интерни извори известуваат дека во Ауди во моментот се води битка за превласт на 2 струи – инженерската и маркетишката. Доколку најдат заеднички јазик, наведените 2 модели би можеле да бидат електрифицирани. Ова посебно се однесува на ТТ, чиј концепт како купе лимузина со 4 врати беше представен на салонот на автомобилите во Париз во 2014 година. Тогаш тој падна како жртва на Дизелгейт аферата, но сега би можел да заживее со електрифициран погон. Иднината на R8 пак зависи од Lamborghini, бидејќи тој всушност е верзија на Huracan со 4 прстени во амблемот. Сепак, во решавањето на судбината на овие 2 модели, најголемо влијание ќе имаат бројките за продажба, кои се катастрофални. Лани глобално од ТТ се продадени помалку од 15.000, а од R8 само 2.760 примероци. Моментално цената на нивните основни верзии во Германија изнесува 36, односно 166.000 евра.
Иако со дискутабилни карактеристики, електрични моторцикли на пазарот има се повеќе. Трендот го подгреваат многу млади компании кои на свој начин сакаат да се изборат за парче небо под сонцето. А тоа некогаш знае да свети апокалиптично, како во случајот на американско-шведската компанија Tarform. Тие сакајќи да бидат различни од другите под изговор дека имплементираат ретро елементи, створија електричен моторцикл кој како да е наменет за лудиот Макс. Направен е сосема од нула, делумно со 3D печатење на некои компоненти. Неговите автори тврдат дека големо внимание имаат посветено на деталите за се да се вклопи во една заокружена целина. А како изгледа таа, може и самите да се уверите. Но и покрај сите забелешки што можеби ќе ги имате, овој електричен моторцикл има најмодерни технички решенија, од LED светла до поврзаноста со мобилен телефон. Заради тоа и не е баш ефтин. Почетната цена му изнесува $18,000. Техничките спецификации за него не се во целост објавени. Се споменуваат само автономијата за 145 градски километри и времето на полнење на батериите од околу 4 часа. Производството би требало да му започне при крајот на годинава, до кога можеби ќе биде познато нешто повеќе. Fiat Chrysler ќе плати стотици милиони евра на Тесла за да ги вклучи неговите модели во сопствената гама со цел да се намалат просечните емисии во издувните гасови. Точната сума не е објавена, а двете компании понатаму ќе делуваат целосно независно. Овој договор е постигнат како превентива да се избегнат високите казни за пречекорување на емисиите на јаглерод диоксид, кои во Европа ќе стапат на сила во 2021 година и не предвидува никаква соработка. Ваквите тргувања со еколошките лимити не се новост во индустријата. Законодавците во нив не гледаат ништо лошо, бидејќи сметаат дека на тој начин еколошки освестените компании се надградуваат со екстра приходи за своите напори за помали емисии. Тие пак кај автомобилите се предвидени да се намалат на просечни 95 грама јаглерод диоксид на километар. Секој грам над лимитот повлекува големи казни, кои може да се искачат до милијарди евра. Во недостатокот на хибридни електрични возила во својата програма, тоа го натера Fiat Chrysler интензивно да бара партнер за заеднички административен настап на пазарот. Фиктивното здружување со Тесла драстично ќе намали просечната емисија, а со тоа и евентуалните казни. Цената на крај ќе ја платат сите, купувачите преку поскапите возила, а граѓаните со дишење на еднакво загаден воздух. За жал, правилата на Европската Унија го дозволуваат ова. Купувањето нов автомобил секогаш е процес што долго се памети. Сепак, кога ќе го изнесете од салон, колку и да е нов тој автомобил, веќе губи дури до 30% од својата цена. Токму поради тоа многумина се одлучуваат за купување на употребуван автомобил и така доаѓаат до модели кои не се во можност да ги купат како нови. Пазарот на употребувани возила има своји законитости, а дел од нив ги споделуваме со вас. Купивте нов автомобил и среќни се одвезовте дома, но дали сте свесни дека тој веќе има загубено 30% од својата вредност? Купувањето автомобил секогаш е уживање и во тој момент никој не се оптоварува со вакви негативни економски математики. Вистината не е толку драстична, но сепак еднакво е болна. Најновите истражувања покажуваат дека во првите 5 години автомобилите во просек губат дури 52% од својата вредност. Секако, разликите се големи во зависност од марката, моделот, класата и моторот, кои се главните параметри што ја диктираат цената на половните возила. Влијание имаат и предрасудите и одржувањето, а изненадувачки е колку малку поминатата километража и опременоста на возилото се ценат.
Генерално гледано, својата цена најдобро ја држат германските возила. Предничат премиум марките Мерцедес, Ауди, БМВ, Порше и секако Volkswagen и Opel. После нив купувачите најмногу ја вреднуваат јапонската Toyota, а спротивно на врежаното уверување, релативно добро се држат и французите. Зад нив се производителите од Јужна Кореја, додека купувачите најмалку доверба имаат во половните возила од Италија и Америка. Кога е во прашање класата, цената најмногу им паѓа на луксузните автомобили, како што се Audi A8 или BMW од серијата 7. Тие во просек губат цели 61% од вредноста во првите 5 години. Логично, најдобро се држат најбараните возила, малите градски автомобили, а следат компактите и средната класа. Својата вредност одлично ја сочувуваат и спортско корисните модели, што е и очекувано со оглед на нивната популарност во последните години. Меѓу нив сепак постојат големи разлики. Така, например, половен Porsche Macan се цени многу повеќе. Тој за 5 години ќе загуби 46% во однос на Volkswagen Touareg, кој има за 52%, или Alfa Romeo Stelvio со 57% помала вредност. Интересно, но не неочекувано е што и вредноста на електричните автомобили брзо паѓа, во просек за 53% во првите 5 години. Според достапните информации, домаќин на Дакар Елито во 2020 година би можело да биде Саудиска Арабија. Соочени со нестабилноста на регионите во кои досега возеа, француските организатори сакаат со оваа земја да потпишат договор во траење од 5 години. Тоа значи дека прочуеното рели после 11 години поминати во Јужна Америка и претходно 29 во Африка, во иднина ќе се вози на азиско тло. Воедно постагодинешно во Перу ќе биде и втора во историјата која ќе се одржи во само една земја. Сепак за ова засега се уште никој официјално се нема произнесено. Освен економската нестабилност на јужноамериканските држави, во прилог на преселбата оди и фактот дека популарноста на ова рели значително опадна. Се размислуваше за враќање во Африка, која беше напуштена заради безбедносни причини, но се чини дека парите што ги имаат саудиците може да бидат пресуден фактор. Оваа арапска земја сака да ги отвори своите граници за автомотоспортовите и моментално е домаќин на една рунда од електричната Формула Е и на блискоисточниот рели шампионат. Според плановите, трасата на Дакар во иднина би требало да се прошири и на околните земји – Оман, Јордан и Египет. Најпопуларниот автомобил во Европа наполни 45 години. Било да е од првата или најновата генерација, Голф од секогаш имал посебно значење како за Volkswagen, така и за целата автоиндустрија. Едноставниот, но безпрекорен дизајн на Giugiaro, современата механика и логичната практичност придонесоа до денес да бидат продадени повеќе од 35 милиони примероци. Поинаку кажано, во просек на секој 41 секунда некој купувач некаде во светот ги напушта продажните салони на Volkswagen со нов Голф. Заслугите за ваквата долговечност одат на сметка на постојаното осовременување, иако дизајнерски многу не се менува. Тој направи многу технологии достапни за милиони луѓе, кои денес без резерва му веруваат и со нетрпение очекуваат секоја нова генерација. А таа, според најновите вести, ќе доцни малку, бидејќи незината премиера е одложена за после салонот во Франкфурт, кога точно не е потврдено, но можно е да биде и наредната 2020 година. Се шпекулира тоа е заради низа технички проблеми што се појавиле на тестирањата, но од Volkswagen демантираат. Која е вистинската причина не објавуваат. Во развојот на 8-та генерација на Голф ќе бидат вложени 2,5 милиарди евра.
Времето за денешното издание на Автомагазин истече. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме се најдобро до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.